Имате среќа што ние не збориме англиски, иначе. Да. Партал ќе ве направиме од секој аспект, и клубски, андерграунд и све имаме, и белци сме башка. Што правиме се? Него абе дојде бенд да свири или да испее тука, има македонци, има тоа ги знаат, да, не. Ако ќе треба некој да дојде тука, па тоа има затворени улици, салата, шоу, шампањи фрчат, карти се купиле, се препродало тоа. За да биде фолк треба да има основа фолкерска дома, да се слуша таква музика дома. Кај мене дома не слушале таква музика. Дедови, може радио ќе пушти хихириху, тие емисиите. У позадина пуштаат фолкче, нели имаше тие радија тогаш. Татко ми растел мене со диско, со фанк, со джез, со соул музика, со R&B, па хип-хоп после. Тато, што сакаш тоа, што е тоа? Ајдеме да чуеме и да чуеме у CD-теката, да провериме, пошто се ставаат седињата за да чуеш што ти се свија. Ова ли е тоа? Да, тоа е тоа. Во денешното издание на Равенка за успех, вака предпразнично, предновогодишно, ќе откриваме нешто од животот на нашиот познат рапер и продуцент Тони Зен. Сега актуелен со новиот спот, актуелен со концертот што се спрема заедно со Златкар, и затоа сакав да биде тука со нас. Равенка за успех можеби он ќе ни реши, заради тоа што долго време е на сцената и котира многу високо, сето тоа што го прави е успешно до сега. Тони, добро ни дојде у Равенка за успех. Верувам дека убаво ќе ти биде пријатно. Фала на поканата и добро се најдовме. Да, добро се најдовме после доста годинки. Да. Одамна беше гостен во некоја моја емисија каде што зборевме. Да, прв пат со тебе вака имаме интервју во ваков формат. Ова е сега Да? доста подкаст. Да. Претходно Сега све е на подкаст. сега е тоа актуелно. Мислиш дека е болја варијанта или она телевизиската форма беше покомфортна? Телевизија е телевизија. Да? Па за шоу телевизија многу подобро, за разговор озбилен е подкаст, затоа усари таму потекнува. Мислам дека подкастот, пошто многу озбилни теми без цензура си ги почнаа луѓето да ги прават по интернет и остана тоа како некој тренд да се почне да се размислува правец на подкаст, ама емисија да биде, да не е подкаст, подкаст да биде така као. Мене ми се свиѓа со оглед на тоа дека со години сум имала искуство телевизиско, онака на баш таков телевизиски формат, каде што е шоу, каде што има некоја форма, некој ограничување на минутажа, на изразување, на се одна. Ми се допаѓа во овој формат кај подкастот што се осеќаш полежарно, што можеш да влезеш малце посуштински во работите, да се фокусираш баш на некои теми подлабоки, а таму треба се да биде малце по-забавно. Сценарио? Да. Ма почне подкастот сега да иде по сценарио. Не по сценарио, ама пак е, нели? Многу поклони имам под масава, ти кажам. Имам поклони. Ти можам да се плеткаат нешто. Ова веќе е готова мотивација од старт. под емисија, под маса, не е подкаст. Да. Под маса. Да те мотивираме од старт, да ти кажам мишушка, викам чекај да ги поднаместам. Можеш ли да зборуваш за успехот, се чувствуваш ли компетентен вака кога станува збор за тоа, иако Равенка за успех не е станува збор секогаш само за, нели, на работен план, него успехот на сите животни полиња. Релативна работа е сега успех. Не знам, тоа некако мене лично ми нема никаква поента дека има некаква цел и дека треба големи работи да направиме и при тоа да ги приложиме и покажеме за да бидеме ние успешни и да не примети другиот публиката како и да не примети нешто вон. Моја мислење е дека не е тоа така. Него многу Равенката е 5 по 5, не е 25, е 30. Тоа е успех, тоа е Равенката уствари. Значи малку да се излезе од комфортот, од зоната, од стандардното, од тоа што е веќе понудено, од некои закони, правила, концепти, идентитети, формули, идеи. Да. Равенка да се излезе од тоа. Значи не е 5 по 5, 25, 30 е. Зошто се, како може 30? Па не знам, пронајди се. Пронајди се. И така натака. И почнува приказката со пронаоѓање, мене лично ми е најголем успех, нурнување длабоко у себе и пронаоѓање себе низ секој искуство. Мој успех е ултимативен, тоа.
Значи се што ќе разоткриеш во себе, ново, ти е успех. Не да се разоткрие све што е ново, него низ сите тие процеси на откривањето или нурнување, или триење, или како и да е, кога ќе се истребат сите тие работи, кога ќе остане едно, тоа е успех за мене. Кога нема да има никаква содржина у свеста и кога нема да имам никакви ни амбиции да бидам успешен, ни желби, ово може да биде, да се каже дека е успех, да немам желби. Ајде, пробај. Ајде, мислам баш не знам. Навлего во нека баш. Ова е моje лично мислење, не да не се разбереме. Добро, ти секогаш си бил специфичен во однос на пристапот кон работите, нестандарден си, како луѓето кои се бават со јавна професија. Морам да го забележам тоа се вака, заради тоа што имам впечаток дека си поаналитичен, дека сакаш по-духовно да функционираш, дека сакаш... Да речеме, сакам да се нурнам... Од прилика, не можам баш да те дефинирам, ама малце у тој контекст. Многу добро те разбрав. Сакам кога веќе нешто правиме да не си пливкам ја горе така, него да нурнам до најдлабоката точка. До дното мора како е, зашто нуркам иначе. И дното е убаво. Па после пак горе, па пак, па еден бран, друг бран и сето тоа да го искусувам и достане фокусот, вниманието на едно нешто што сите го имаме, немаме повеќе. И со сите тие повеќе работи, мене лично понекогаш ме изморуваат, окей, убаво е тоа, успеси се, меѓутоа мене лично тоа ми се само некои па не цели остварени, но не се највисоки, да речеме. Или па што би рекле, средства за да се остварам до највисоката цел. Сега, која е највисоката цел? Тоа дискутабилно е веќе. Не. За тебе знаеш која ти е највисоката точно, цел? Да, точно и е така, едно слоеви многу длабоки, кои што така се... Ја мислам дека ретко кој знае која е највисоката цел. Не постои нешто како највисока цел за сите. Сега треба да стигнеме до Марс или не знам, треба да спречиме нешто или треба да направиме, тоа е највисока цел и треба волку пари. Не, зборам лично. Мојата лична највисока цел е да речеме изворот да бидам јас постојано. И сите ова да го искусуваат. Што го искусувам ја како извор, непрекинато да течам и живеам. Да речеме, сега вака ти избораме со зборчиња што може да се вишок, може да не се на место, меѓутоа нема според мене повисока цел од тоест има кога и тие концепти ќе се па тоа викам, кога ќе доеш до тоа ниво, тие концепти и тие идеи и така тоа секогаш испаѓа нешто ново. Едно чисто празно. Мирно е, спокојно е, еве вака е и тоа е. Висока цел за мене. Тони Зен, од кога стана Тони Петковски Тони Зен? Од 2003. Сам не станав, него другарен ме... Тоа, како дојде до тоа? Па другарен се дружевме, работевме заедно, слушавме музика многу. И него некако му дојде тој збор да ми го даде, што не е случаен, на место е. Јас само се задлабочив у тоа и почнав да трагам. Како и секој човек што во животот нешто настојува да направи. И мене ми беше успех да видам да станам. Не е убаво кажано тоа, да трнам по патот на зенот. Буквално. Значи не зборам како читам, не, одам по патот, сега има патот сито и решето, има камења, дупки, кривини, бандера, гужва, собреке, длабоко, плитко, има. И абсолютно. Така, убаво е. Почна пред повеќе од 10 години, така, на сценава. 20 правам другата година. 20? Маја. Тони, лета време. Браво. Остаревме. Да. Ајде така да 20 години
Од првиот албум зборам, значи официјално како Тони Зен, Урбана димензија, еден много албум. Млад изгледаш бе, Тони. Фала ти многу и ти исто така. Фала. Иначе стварно долго време и можда вие таа постава бивте одбележие на една генерација на хип-хопот, рапот. И оставивте една таква длабока трага што сега кој ќе се појавите, мислам дека се уште сте ненадминати. Еве ти, Златкар и остала екипа ваша. Добро, да, тоа пак се твои лични впечатоци. Да не се фалиш, сами веќе ќе те го кажам тоа, ја така мислам. Да, тоа пак ќе кажам, пошто ова е хип-хоп е сега нешто многу по обширно е култура, бизнис, начин на однесување точно, на рецитирање, на облакање, на све. Многу опфаќа и твој личен впечаток е во ред да е така. Да. Меѓутоа не постои таму нешто такво. Ме разбираш, ако сме озбилни во културата и ако озбилно ги гледаме тие работи, да, од еден аспект ненадминливи сме, точно. Може нема да не надминат. Дај Боже да не надминат, у еден аспект. У други аспекти не сме. Има други батковци што се најдобри у тоа, да речеме. У тој аспект или у тој дел од тоа. Или од хип-хопот. Или како што викат хип-хоп, рап, тие термини се мешат. Да, ја стварно не можам да ги разберам. Што е разликава? Пошто медиумите и самите рапери, самата хип-хоп култура почна натака тоа да го комуницира така, почна тие термини така да се некако... Има разлика помеѓу хип-хопов и рапот? Едно истото вака, значи, пример, рапот е рециталот у хип-хоп културата. Диџејот е тој што пушта музика у хип-хоп културата. Графити цртачот е тој што црта графити у хип-хоп културата. И све тоа хип-хоп. Тој што играе би-бој у хип-хоп културата. Сето тоа е хип-хоп. Доаѓа, да речеме, не знам, има доста информации што може да ги најдете од кај доаѓа хип-хоп. Еден вика доаѓа од хип-хоп као деме колковите војниците да ги викаат, да ги креваат горе кога марширале. Други викаат, не знам, као нешто да се игра и да се кажува хип-хоп и такви некои муабети. Постојано движење, комуникација, посебно на латино, афроамериканскиот, азискиот народ кој што се бореле за правата тоа време у Америка. И од таму потекнува тоа како движење, при тоа приклучувајќи се на тоа движење рап, диџеј, би-бој, графити, знаеш, MC и тие рап. Така да сега конкретно да земеме да трнеме од ова време модерно, кај што тотално има многу други гранки и правци, што и тоа е во ред, еволуираме, нели? Да, нормално. Сега имаш рапер едно, MC е друго. А истото е. Секогаш било исто. Пошто сега имаш рапер, ти може да си рапер, ама да не рецитираш, да речеме. И ти не си MC, ти си само рапер, што изгледа како рапер. Пошто сега секој може да изгледа како рапер, ама не може секој да рапува. Да. И затоа сега тие категории некако ги поделя како MC, па рапер, па трапер, па дрилер, па ваков, таков. И у тој не може баш многу да се разграничи до тој степен. Сега ако почнам да го тупам, знаеш, и убаво е да се комуницира, меѓутоа не може некогаш да се стави некоја дефиниција сега не е јасно да речат сите. Нема шанси, тоа никогаш нема да се случи, осте го така, нека биде како што е. Кој сака да научи, ќе научи, еве, може мене да ме слушне, ова што го кажав, така е, факти се. Што е поентата на рецитирањето? Порано имаше, нели, онака кога се рецитира нешто, имаше поучни текстови, животни приказни, доживувања лични, значи доживувања лични може да бидат и за фрканци умало. Да. Не мора да биде, треба ли да има поента според мене суштински можда да, ако MC-то или поетот, пошто многу не е поезија, меѓутоа има MC што се поетични и речеме тој формат тераат. Меѓутоа суштината у рецитирањето, основата на MC-то е да биде мајстор на церемонија и онда ја анимира публиката, што ќе каже, дали 1, 2, 3, па до 4 или нешто суштинско. Битно е да се задржи вниманието на публиката кон диџејот што пушта музика и амбиентот што они ја прават.
тоа го прави MC-то, мајстор на церемонија. Дали он ќе си каже маките дома, ама тоа да биде сепак забавно, или ќе каже глупост што сите ќе се смеат. Избор е личен, што е многу добро во културата. После продолжуваат, нели, луѓето од фрустрации да си ги кажуваат своите чувства. И тоа им прави да се формираат категории. Имаш совесен рап, имаш генгста рап, тие зборат само за оружје, за пукање, за девојки, шо и да е. Овие зборат само за Њу Јорк. Овие само за Лос Анџелес, тие тамо за северот, овие само за југот, и секој си има своја комуникација низ тој елемент. Ти каде се и ние тука, ја се пронаоѓам у сето. Да? Ја не, мислам, не е моето. Мислам, каде ти е она фахот твој? Како се осеќам така. Да? Да. Ја ако се осеќам, мислам, најубавите текстови, песни, музики излагаат од неубавото. Ова е најискрено кажано. Емоцијата е најсилна. Значи од најдното, од најгневот, стравот, кои да се чувствата појавуваат, од таму потекнуваат, според мене, најквалитетните песни, најдобри песни. И хит да е, не знам, ми каса е сукаса, спушти се доли или баз да е, излага од некој порив од натре, може се тој, нели, се отварам и правам хит, да речеме, што нема врска, ама чувството битно се интензивно ти е моментот. Ми е вентил тоа. Да. Да речеме. И низ тоа пошто кога се пишува текст, тој се рецитира, се повторува, тоа се зборови и зборови постојано и излага наставно задршката на емоциите низ тој процес. Тоа е многу добро да си талентиран, да можеш низ тој вентил да ги искажеш, да ги извадиш чувствата. Повеќето го прават и мислам дека е убава работа да го можеш тоа да го правиш, да вадиш чувства низ текст, па и поготоа да има публика што ќе ти го пее, што ќе се пронаоѓа у текстот, без разлика каков е. Да се пронајде. Нешто сум кажал, нешто. Добро ли е, лошо ли е, паметно ли е, глупо ли е, нешто се случува, нели? Емоции се упрашања и никој не може, не треба, може, ама добра е. Не треба се суди. Иако многу пати судам на себе, на другите, ама па у моменти гледам, чекам, сака да каже нешто човеков. Кој сум па да му судам, или па кој си ти мене ти да ми судиш ја што сум кажал или како тоа сум го направил. Битно излага нешто. Се пренесува. Ти правиш добри журчиња, искрено. Да, у интермецо. У интермецо, да, и си цело време. Со Буги Мартин, Street Soul Delights и правиме секоја сабота и траеме веќе долги години. Да, сум дошла на журките и гледам дека баш супер сте и доста има вака, веројатно луѓе од страна што ви доаѓаат, више некоја публика што ве препознава и што специјално. Постојано има, да, доаѓаат и повозрасни. Да. Како нас. Да. И доаѓаат и помлади, што е добро. Има спој на различни генерации, раси, бои, све. Све има, што е сабота таков. Супер. Ден. Баш убаво. Тоа со години си го правиш, а ова целото тоа искуство, како што го канализираш во музикава, очигледно дека си полн со емоции, со доживувања. Него да се вратиме на концертов сега 5 април. Да. Концертов спушти се доле насловот на спектаклов. Зошто баш така го насловивте? Тоа ви беше прва соработка со Слоткар? Не, прва, меѓутоа таа е најстакната заедничка песна. Или не лета е високо, спушти се малце доле на земја. Како ќе го интерпретирате така? Кој на кој начин го замислите? Двосмислен е јазиков, така да. Двосмислено е, да. И како ќе го интерпретираат така, буквално слободно, не знаат по таа песна. Не е моја идеја да биде така концертот, тоа е на продукцијата. Да се вика така, може на Слаткар да е. И ја викам, како да спушти се до... Зашто да не? Реално. А ти дојде на прва онака зашто? Ја во првиот момент кога го прочитав викам зошто баш викам веројатно е ова некоја прва нивна соработка или поима немам што. Па најстакнати сме по таа песна да речеме. Ние имаме повеќе песни заедно, меѓутоа таа е некако што не обележила и сега оваа Жими се. Да. Жими се како втор дел продолжение да речеме на Спушти се доле што Жими се е добра. Такви фори. Колку време се познавате со Слаткар? Од 2000 па прв пат се запознавме можда
2003. Он има група се викаше Единствена опција, беа тројца, ја имав Урбана димензија. И Мишо беше таму, Ново Лисиче, се дружевме доста. Они на врата еднашка ми дојде да правиме рап химна. Ја имав рап химна, една песна со уште други рапери и сака part 2, втор дел да правиме и направивме заедно, се собравме. И се сближивме некако и така низ текот на времето почнавме да чисти соработки, да. Па не толку соработки и старт, ама да се гледаме. Промоција, онија промоција, една журка, друга, они као не многу помали, ама помали од мене, ја пак малце по да речеме по клубовите за повозрасни луѓе, не ги посетов, него ги работев. Пошто пуштам музика од 2000-ти, да речеме, и сум бил за ми Елементи, Ла Фабрик, и Ла Гараж, и кои све не други клубови од тоа време, кај што они можеби не е толку движеле таму и неле по алтернативни места кои што биле за рап публика, да речеме. Ти имаше голем публицитет, реално, мислам, не само сега, него и од самиот почеток беше онака специфичен и како појава, така впечатлив. Шутрак. Не, баш интересен беше. Него и онака и со Survivor Plus доби на публицитет на цели простори. Таму да. Таму добив, да, затоа што тоа ми беше и целта, да привлечам внимание со нешто што не го виделе од мене, они сега ме знаат, ама не ме знаат. И таму можев да се покажам многу боле сум од тоа, ама блиску барем до суштината, вистината, да речеме, кој сум. Ама многу добар впечаток остави на публиката од тоа време, баш се сеќавам ради таа твоја искреност, транспарентност, не глумеше многу, онака баш си беше... Па имаше глума, пошто... Добро, мора некакво да има сценарио. Има сценарио, да. Фала Богу, ама иначе ти... да нема глума скроз друго, сите ќе се понашаат другаче. Ама има некој сценарио кај што сега... Мораш да се држиш до тие рамки. Да речеме, вака, така, треба тоа и... Ама ти беше некако најоригинален од тој контекст. Јас си бев тоа што сум, мислам, ова што сум. И како впечаток ти остави тој целото тоа таму доживување и дружбата со луѓето таму, имаше ли контакти? Пошто таму не знам дали имаше некој од твојата бранша баш од... Не. Немаше, нели? Немаше. У однос на тоа бранши... Подолби на музиката. Да, со Милош Влалукин имавме најубава комуникација, дека он глумец, рокер, панкер, не. И поише разбира он хип-хоп него ли другите, што беа. Иако со Марко Булат, кој ше... Да, памтам. Ултра фолкер. Да. Значи на сплавови, на Лукас, пее, растура, у тоа време поготоа поише. Да. Дружба има. Различни, највеќе имам со него и ден денес. Стварно? Да. Се уште комуницират. И немав никакви... Ете, гледаш дека не може, не треба да има предрасуди во однос таму на и таму научив тоа многу. Знаеш, ја си имам у животот многу пати предрасуди нормално како што имаат и према мене. Меѓутоа, како ќе се запознам или нешто можеме песна да направам, гајле ми, ако сме ние окей, ќе направиме, ќе се звезаме, на фреквенција, да. Сум правил компромиси, многу пати сум отстапувал својата, ама ако ми се допаѓала комуникацијата, дружбата со кој да е, не мора да е рапер. Да. Моje гледање е тоа е мој избор и искуство. Не мора да значи дека секој треба така да прави. Нормално. Тони, ти значи, комплетен си, како што кажа, и текстописец, и продуцент, и извидувач. Ми испофали од пред. Ама не, чеке душе, нешто имам да кажам. И плюс у контекст на хип-хопов културава и имаш и твоја линија за облека. Значи, за тоа сакам да кажам комплетен. Точно, да, и тоа е еден мал лично убаво достигнување или успех, што би рекле. Каде сега тоа ти произлезе? Жилбата тоа да го правиш? Па добро, тоа е од секојаш, не знам, од мајка ми и татко ми од секојаш они со тоа се занимавале трговија. Мајка ми поготоа текстил, од кога постојаме она од тоа. И можеби од таму ми е љубовта кон тоа и да имам нешто сопствено, да имам нешто свое, знаеш, да не треба нешто друго да продам, иако и тоа може, зашо да не. Меѓутоа нешто лично да имам. Имавме и Дуќан, со моите заедно, хип-хоп, Тони Сол, Уеар исто убаво функционираше тогаш, после тоа се сменија многу работите. И од таму некако еден албум, друг албум, концерт, маички, принтање или мерч, што би рекле,
се произведува многу пати, мислам, не сум ни продавал, сум давал, знаеш. И после некој време ми текна дека може и треба да се направи да прерасне у бренд, само да се најде треба и името, треба да се најде логото, треба дизајнот, не е така. Знаеш, па со еден пријател, со друг пријател, па комуникација, па бива, не бива, може ли, не може, вака ли треба, онака ли треба, и има многу детали за да се тоа комплетира. Жива работа е, посебно се ангажирав, не се ангажирав, него после тој удар на короната, на кризата, малку поише запнав и благодарение на сопругата исто која што многу ме измотивира и подбутна за да тргнам, да нешто почнам да правам со себе, да ги изјам сите цедиња, да ги продавам по луѓе, да правам, да штампам маички, дуксери, што иде, за да се заработи некој денар, пошто беше доста... За музичарите посебно. Незгодно. Не, дека почнав да зборам за незгодно. Кисела вода дека пиеш. Одма почнав, се буни однатре. Организмот. Има запис некој на нешто неубаво. И стварно беше неубаво. Мислиш дека тоа така доаѓа? Све си доаѓа управо време со чувствата и емоциите, пошто све си сега имаме записи ние и тие записите си нешто кажуваат, дали болката или не знам, нешто си спротив, све си има зошто е. Све си има зошто е. И ова интересно ми е. Ти си ги препознаваш тие знаци? Мислам, негде си ги анализирал, да, читал. се учи, тоа се практикува. Мислам, доволно се освест. Све момент на освестување, после тоа е, вака ли беше? Све само треба да се освести и после тоа свесно да се пројде и да истото пак ако претходно ме болело, сега веќе знам кого го боли. Претходно ме болело, ама не знам, сега знам дека мене ме боли. И полесно проаѓа и се прифаќа тоа и така натака. Нема врска за кризата. Се пројде кризата благодарение на тоа посвета кон нешто што сум го имал претходно заборајано, оставено. Еден албум ја направив, тој беше од Изворот на изборот, акустичен албум. 2019 се роди Јасен, преубаво све и после некако падна све надоле, кризата удри, локдаун ли како беше ова, карантини, тие хаос и све ми некако потона. Ама не дека некој друг тоа ми го направил. Него јас си ги правам тие работи, сите сами си ги правиме сите работи. Добро, короната не ја направив ја. Меѓутоа, у тие моменти јас сум одлучил, сега, меѓутоа чекај малце, можем, ако то не све, ама ја... Да се има нешто решение. Пуштам, можем, го пуштив, ама викам, ајде, ке се вратам. А од никаде не сум ни тргнал. И направив едно такво, како некое, да речеме, нели, враќање, ама на сцена. Со облека, па брендот произлезе, па се, знаеш, кога намерата ми е насочена кон тоа се реализира. Да. Или ти ако насочиш кон нешто, нели, тоа ќе си се реализира. Како се вика брендот? Омни. Омни да. Репрезент. Како Омни репрезент. И почнува да се реализираат работите, почнува некако да живнуваме и сега е, мислам дека идеално време за да се блисне у сјај. За сите. Да, пошто нешто така се чувствува у ветерот ослободување. Нели? Да. Да, и сите мислам дека некако, мислам, јас сум да нормално, меѓутоа колективот ми е исто така љубов. Без разлика дали е овде блиску или некаде, гледам, следам, чувствувам се сега, тоа е. Да. Енергии што вакво летаат. Меѓутоа убав период е за да се пак одолжам на публиката. Баш ка брендот ќе си постои, тоа е околу брендот ме интересира. Тоа е живо, тоа ме представува и мене, и сопругата, и син ми, семејството, наш пак е нешто од има длабочини, има корен, само сега веќе излегува и расте. И тоа треба да расте. Тие креации, тие модели, дали се сите поврзани со хип-хопот, со тоа што ти... Со све што ја правам у животот и све што сум искусувал. Сега баш новата колекција ќе биде со скијање, примери. Планини, пошто мене ми се љубов и скијањето и планините.
Да, ти од секогаш беше спортски активен. Да. И тоа ми е исто убава, да речеме, навика, и кога нема да сум активен, ми е тапа. Мизерија, не тапа, него не можем да се поднесам. А зашто? Како што и секој... Па навика е тоа, кога ќе се навикнеш. Значи не може, ако некој вежбал и после направи пад, тоа е нема успех е усвари да се вратам пак да вежбам и тоа го правам се. А си правел паузи да се со вежбањето? Како не, и таму многу големи и паузи потребни и непотребни. Пример, операција на колено која правев беше потребна, да речеме, да, и тоаш бев многу помотивиран и повеќе вежбав од која се излечив после, која ми помина усвари, некоја се излечив. После ме фази некоја, не знам нешто. Некако не се поистоветував со тоа, со вежбањето. И тоа е убав процес да се искоси. Да се отпуштам од стегите. Пошто пак е вежбање напето е. Напето е, темпо е. Темпо е. Бара дисциплина, внимание, одмор, дисциплина, внимание, одмор, храна, дисциплина, внимание, одмор, храна. И цело време тоа. И мене на време да е многу досадно. Истото. И викам, чекај малце, кој живее живот се, вежбачо што вежба или ја? И тука некако тие промените, да видам кој живее. И сега вежбам пак, ама знам кој вежба. Тоа е разликата од тогаш и сега. Со истото темпо сега вежбаш? Ме боли пак, ама знам кого го боли. Или сега пак рецитирам, знам кој рецитира. И затоа можеби сега ги правам, според мене, најубавите работи. Во однос на уметност, музика, облека, живот. Значи, освестување комплетно. Да, и ова е порака моја за успехот да доеме до, нели, ова главното, ова е успех, да се спознаеме себе си. Да. И така ќе имаме многу поубав живот, затоа што ќе знаеме кој го искусува сето. Да, доживувањето ти е поинако кога си спознан. Па, не знам дали сум спознан, тоа работава, ама нешто. Пробувам. Се зезам. Нема дефиниција. Не можам да ти го опишам сега. Слушај, јас знаеш кој сум, како да не, никад. Да. Него пак има едно чувство што поинако е кога ме боли кога сум свесен или кога не сум свесен. Или кога пишувам кога сум свесен и кога пишувам кога не сум свесен. Или кога скијам и така натака. Има разлика. Тоа секој треба да си ја примети, и стварно е дури смешно е, многу е прекрасно е. Смешно е, многу е смешно. Не е нешто, не знам, кузна нешто, вау. Убава работа е да се спознае човек. Сигурно. Кога сме кај приватниот живот, ја многу не сум читала вака и слушала за твојот приватен живот, еве ќе споделиме со тебе. Колку на тој план си посветен, сопругата, синот, како едноставно ти се случи таа промена во животот? И кога дојде до моментот кога свати дека сакаш да влезеш во целиот тој во таа форма на функционирање? Па затоа се вика приватен, нели, да не се многу све се случи спонтано и така некако вистински. Све се случи вистински. Да бидам искрен. И сега кога резонирам, уствари е вистина е семејството, сопругата, јасен, од изворот се. И тоа не може да се опише, не можем како да ти опишам, пример, како се случи, вистински се случи. Па многу убаво го опиша. И патот врви, и ние врвиме по патот. И се си функционира. Вистина, живот, љубов. Едноставно. Подршка имам огромна, мислам некако како поправаат годините се подсврстани е врската заедничка, како едно, и се подсврста стано, што е многу важно. Мислам, сега не солам ја памет тука да кажам како треба или не треба. Нема и логично е тебе тоа да ти се случи така, пошто твојот пристап е таков. Па, без разлика. Од секогаш. Мислам, таков темелен, таков суштински, таков подлабот.
љубов е. Љубов е и пак ќе кажем вистина. И сега тоа да се примети е доволно за да трае. Штом се примети, сам тоа го имаат сите луѓе, не треба да не измислувам ништо, меѓутоа само да се примети. Па не го имаат баш сите луѓе. Не го имаат сите, меѓутоа не се приметува од што сме заматени у умот од многу содржини и слоеви што ги имаме у животот и што се понудени од надвор. И тоа е, не е ништо страшно. Нема вакво, кажи го, ѓаволи, вештери, духови што они ни прават белја, него сами себе си се замастуваме. Се учворови, се врзуваме и тоа е. Тоа е проблемот. Да. Колку синчето колку години има? 5,5. У март прави 6. Значи рано е уште за да се определи. До година у школа. Да. Ама добро, уште веројатно не војска. Баш војска, да. Со дисциплините. Пројавува ли интерес вака спрема музика, спрема хип-хоп? Он си е не. Нема ни потреба да појавува нешто интерес према тие работи. Он, не знам, некако си е така сеопфатен. Јас не знам, не се опишува. Има, сам како родител, нели секој за своето дете. Нормално, да. Јас можам си кажам дека е прекрасен и е, не знам, Божјо дете. Срце. Нели, од изворот е, што е многу важно. После тоа има кликер за живот. Тоа е многу важно. Да? Да, има нешто такво. И другите работи не пробувам да му ги наметнам ни ја ни сопругата, да речеме. Јас сум бил кошаркар и мора он топка и кошарка, да има и све кошарки дома, да има. Или скијање мора. Не, него сакаш некеш, ќе пробаме тоа, ова и повеќе со себе да си он низ работите да се искусува го оставаме. Нормално се има до негде граници. И повеќе да си биде со себе, знаеш, да има слободи, да има избор. Најпаметно. Сопругата е во твојата бранша или не? Не, ама многу има префинет вкус за музика. И мислам доста ми советува, ми каже ова не е добро, ова е добро, вака, така, пошто има добри артисти слуша од секогаш и има убав вкус за музика, стварно не, вака се смеам пошто ми е убаво. И тоа е многу важно исто да има да се имаме, да се разбираме во однос на артисти, музика, песни, така, па да слушаме заедно. Па сигурно. Да. Што друго сакаш освен спортот? Факт е дека ете почна со кошарка, твоите ти наметнували, ти даваа некој правец или се тоа што си го правиш и ти беше избор во животот, од кошарката, спортот, паралелно хип-хопот и сега и ова? Татко ми беше каратиста, знаеш, јас не мораше да бидам каратиста. Да. Ама спортиста, да. Пример, јас не знам, рап, не мора јас да биде, да речеме, рапер, може да биде пак Фулке. Музика, ама нешто. Ај сега ти. Замисли. И они ми дадоа слободи да тоа што го сакам да го правам, што е многу важно. Јас сум благодарен за тоа што тоа се случило, да имам слободи за устар да изберам и друштво. Ама гледаш, пак ќе направиш некој ограничување. Например, ако сака фолк музика, ти веројатно ќе промрчиш. Види, не е возможно, по моје мислење, дете да расте у амбиент на еден правец жанр од музика и после да отиде да прави друг. Моје мислење, доколку нели родителите се подковани музичари. Моје мислење. Мислам дека не е возможно тоа се случи. Можеби понатака, па се джезери, на свадба ќе свириме, што не е проблем, ми требаат пари. Ама пак љубовта е кон джезот, не е кон ова. Пошто за да биде, немам ништо против фолкот, тоа се музика. Да. За да биде фолк треба да има основа фолкерска дома, да се слуша таква музика дома.
Кај мене дома не слушале таква музика. Дедови, може радио ќе пушти хихириху, тие емисиите. У позадина пуштаат фолкче, нели имаше тие радија тогаш. Татко ми растел мене со диско, со фанк, со джез, со соул музика, со R&B, па хип-хоп после. Тато, шо сакаш тоа, шо е тоа? Ајдеме да чуеме и да чуеме у CD-теката, да провериме, пошто се ставаат CD-њата за да чуеш што ти се свија. Ова ли е тоа? Да, тоа е тоа. И јас сум продолжил да слушам. Тоа што си одбрал. Да, муабетот ми беше за пошто заглавив со исто, пошто и едно исто ми е, јасен татко ми. Па добро, тоа е тоа. Да, нема потреба да важно е да има слобода при тоа и да си он избере што ќе сака понатака. Тоа сакав да кажам, дека продолжуваме понатака да го правиме истото, нема некоја строгост или правило околу тоа, па се мора тоа да или мора да запише утре медицински факултет. Виолончело, не знам. Или оперски пејач да биде, или медицински да. Значи живо е. Живи сме, здрави сме, да. Дали помладите генерации, еве овие сега новиве хип-хопери, бараат мислење од вас, ви го признаваат успехот, бараат искуства, ќе има ли на концертот, пак ќе го споменаме на 5 април, пошто ќе биде интересно, сигурно. Па некои бараат, некои не бараат. Некои не ги интересира воопшто, си мислат дека све знаат, прескокнуваат традиција, прескокнуваат генерации, прескокнуваат труд, гајле име. Буквално некој. Као да сега они сега се појавиле и сега они све создале и нивното они се тие, другото претходно не е толку вакво кул. Они се сега кул. Има и такви што многу поштуваат и бараат совети, сакаат да одат по патот на ние што сме годеле, да речеме, не мора се исто да прават кон нас, меѓутоа. Врата, ова е, так, еве, тоа е. И вакви и такви има. Изненадување. И публика, и артисти исто, и вакви и такви има, шо е? Да. У ова време е многу нормално да има. Да, нормално секогаш ќе има различни. Меѓутоа еве у Македонија, јас тоа го кажав на почетокот и така мислам, нели моето мислење дека вие оставивте еден посериозен белег од тоа време. Реално да. Реално да, затоа што штом сега се охрабруваме. Па имавте нели цело време некои турнеи, концерти по дискотеки, ве гледам дека имаше класична еуфорија околу тие. Па имаше Слаткар, имаше лани, он направи 3 концерта поред у ивент центар и направи турнеја низ Македонија, како и што и порано се правело. Да. И сега се споивме заедно, тенисија заедно правиме, како порано што сме правеле исто. Пак ќе кажем, тој белек е оставен, не дека ние сме сакале да направиме, да оставиме белек или некако тоа не било главна цел, не било нас целта ние љубов, музика и да има, да се шири тоа, да се слуша, да се знае и да можеме и ние да живееме низ тој процес. А тоа с концерти, настапи, све си доаѓаат сами по себе. Да и ова е доказ дека стварно ние сме правеле од љубов кон тоа што сакаме да го препошто друго чарен, немаме друго, тоа е, не, што друго да правиме. Белек оставен е, точно, убав период сме се појавиле. Оригинални сме биле, да речеме. Имате ли соработки со артисти од соседниве земји? Пошто еве, например, кога станува збор за фолк музиката, многу се позастапени пејачеви од страна, па и од поп музиката. А хип-хопот, да, вие си држите овдека. Не зашто, затоа што има јазична бариера. Има јазична бариера и не може многу македонец било кој да се пробие на регионалниот пазар, да речеме. Не па светскиот, не па европскиот. Значи мораш со тој јазик за да те разберат. Ако они ќе ти зборат, супер топ, ова многу убаво звучи, вау, сакам да. Ама не разбирам, знаеш. Ако не разбира, нема што рап артисти да викаат со вакво. Ние ги викаме сите, што ние све разбираме. Значи ние буквално све разбираме. Нас не викаат. Не знам што е, знам што е проблемот, тоа е јазичната бариера. И јас се уште се држам до македонското, немам поента да јас нешто за да се пробијам на тој пазар, треба да не знам на англиски или на српски или бугарски или не знам каков јазик.
за да се пробијам како кој сум па ја, они па мене ме чека. Не, јас сум македонец од Македонија, све што правам од тука да излезе, па сега дали ке никне ке видиме, ама да остане автентично. Мојата цел и желба е тоа, да остане, па макар и сме биле, ние сме настапувале у регионални земји, додуше и у Европа, јас сум настапувал и у Италија, и Швајцарија, јас сум настапувал Србија, Бугарија. Меѓутоа пак мора да има македонци. Тоа сакам да кажам. Нема да не викнат, ако пример таму нема македонци. Ние сами себе си се викаме у Австралија, у Америка. Да, од нашата диаспора, тие што се наши. Тоа е најголемиот проблем, што многу талентирани музичари од кај нас не може да пргнат ради таа јазична бариера. Ја тоа се зезам со некои странци вака рапери, американци, не знам, имате среќа што ние не збориме англиски, иначе. Партал ќе ве направиме од секој аспект, и клубски, андерграунд и све имаме, и белци сме башка. Што правиме сега? Нема, се зезам. Меѓутоа и таа UK сцена исто, па и Америка и Канада, они, знаеш, белците сега многу напаѓаат, многу има популарни од таа област што нас овде па криво ни е што е тоа така. Као на некој начин сме тука затворени. А може би добро што е тоа така, не знам, може би има, ќе видиме, некој значење може има, значење ова што сме последните мохиканци, да речеме, реално. Да. Реално, нема идат, пробуваат, да свират. Не, убаво би било кога може таа енергија и тоа знаење ваше, да се пренесе таа енергија и таму, ама ете... Може, има бендови, одат, свират, прават турнеја, настапуваат нешто по Бугарија. Последно, не знам, Фанк Шуи ќе ги спомнам, они газат, да речеме, супер, не знам, Супер Хикс били исто, супер све. Меѓутоа, 2-3 бенда се. Нели? Не може секој да отиде како што може секој од соседнија земја да дое тука. Тоа сакам да го кажам. Може, има. Меѓутоа пак ситно нешто, знаеш, не кога ќе дојдат од тука кога ќе дојдат, тоа се огромни проекти, многу пари се тоа. Ние така си знаеме. Да. Знаеш, не испочитувани сме, да, меѓутоа не се вреднува. Не многу вреднуваат однос на пари, да речем. Да. Него абе да бенд да свири или да испее тука, има македонци, има тоа ги знаат, да. Ако ќе треба некој да дое тука, па тоа има затворени улици, салата, шоу, шампањи фрчат, карти се купиле, се препродало тоа, пошто Добро, проблем ли е у нашиот менталитет или што е работава што секогаш така ги вреднуваме од страна многу повеќе? Не, пошто сме малку, тоа досадни сме си сами нас, тука сме, знаеш, не што интересно сега. Све е достапно, све. Сега што да ме гледаат, кога ме гледаат секој ден. Да. Нели? Ама кога ќе дојде некој друг, едва чекаме да го видиме, нели? Кој иде? Што е во ред? Има ли некој тебе вака од светскава сцена што ти е репер или не? Има многу, ја така сум израснат и оформен како карактер или како рапер, благодарение на таа светска сцена, ама и од тука има артисти кои што мене ме оформиле, да речеме. Например? Има многу. Па не знам, ја многу сум благодарен што првите мои пробиви у рапот беа со најдобрите артисти можеби у тоа време. Зборам у мејнстрим сцената како Тупак и како Биги, Снуп Дог, Warren G, Доктор Дре. Да. Да речеме, нели, у тоа време нас, Jay-Z, се појавуваат мејнстрим артисти што стварно чеке, вие се ова е добро. И почнувам од нашава сцена имаше некој пред тебе генерација имаше како не имаше и сега би ги спомнал, да речеме, нели, чиста околина како можда меѓу не знам пред нив дали има. Може имало некој слушале, па вие беа основа, нели, на таа старошколски звук, имаш Most Wanted и така натака, зборам од тоа време две страни различни звуци. Што е сосема доволно да се слуша дека има и ваков и таков рап. И после САФ мене лично ми беа не знам, многу важен
важна група у моето градење како рапер, да речем. Саф и толку, друго ништо не сум сакал да чујам. Се додека почнам да созревам и да слушам и други артисти, меѓутоа никој не ги надмина, според мене. И почнав да создавам, да правам, да снимам, да се дружам, да се екипираме и да се развиваме у рапери или хип-хоп култура, која што сега има многу повеќе од тогаш. Има многу повеќе да се учи, има многу тоаш, има тие, тоа или овој, кој? Да. Сега има избор гранки. Да, правци. Има и достапно е све. Не, па и полесно е. Многу е полесно да ти влезе тоа уво, па после тоа флоуто, и како ти прави тоа, пошто реално флоуто се патерни, тие патерните звонат и ти после тие патерни си ги препишуваш, правиш македонски текст, да речеш, пошто патерни ние примаме, флоу, нели? У тоа време тоа било и така се игра. Да. Сега е... И мене ми е фасцинантно и јас влагам у тоа и ја играм. Многу интересно е. Ето така. И најубаво, најдвижечко е некако за играње. Можеш на хип-хоп да си играш, добро, ја го мислам тоа како не како да играм, буквално да играм, него како да вибрирам со тоа. Дефинитивно. Тоа мислев, да. Шими ја, тоа значи сари, да. Ја исто така го доживувам. Значи, кога си на таква музика и кога го слушаш тоа, буквално како да енергетски пливаш, не знам како. Да. Сосема поинаку струени с тебе, за разлика од други правци у музиката. Затоа и секој правец има своја специфика. Да речеме. На концертот, освен ти и Слаткар, ќе имате ли гости? Па ќе има, сигурно. 100% ќе има гости. Само нема да ги кажеме сега. Зашто? Па не, зашто тајна, ќе ги откриеме понатаму. Да, гостите се чуваат за после. И се кажуваат сега. Додуше ние треба да видиме, да одлучиме. Реакции за песнава имаше бурни, гледам, супер. Спотов. Имаше. Мислам, има се уште. И треба да има, знаеш, фактот дека мислев, микрофон ми се флека нешто, викам. Не синка микрофон. Жена ти те пратила со флека, не, јас сум флека имам бенд. Да. Бенд имам флека се вика, и кикирики кој јадам се флекам. И што зборевме? Си има такви луѓе. Што зборевме за концертот, за концертот, за изненадувањата, за реакциите, за песната, за све што ќе направите дека се прави фама. Да, не за песната нешто се збореше се, забореш. Дека треба да има реакција. Не, овака. Фактот дека вакво нешто што има, да речеме, многу труд, не зборувам, не се вкусови ова, него се ова е квалитет по некои стандарди, да речеме, што е доста многу квалитетно е направено, и аудио и видео. И да е светски спот или европски, да речеме, регионален да е, ова треба фршти у првите 3 дена милиони да има. Ама ние пошто сме малечки. Нешто, не знам, не. Може да е проблемот во види, бројки се тоа, алгоритми се тоа. Може да е во тоа проблемот што да, и тоа плюс. Немам јас многу голема публика во однос на бројки, немам, пошто сум тазеа со тоа, уште сега учам, гледам Instagram, Story, Reel, ова, и интересно ми е ова, за брз период скокнаа бројките, успоредба со тоа колку имаат, пример, ја да сум почнал со бројки од Survivor до сега, ки имав милиони, да, без проблема, направив една дупка и може да е проблем тоа. Што у старт нема одма. Не знам дали е тоа проблем. Од моја страна, тоа како одговорност, јас си го презивам, моја грешка е што сум направил, да не сум направил можда пауза, да сум терал континуирано со Слаткар во изминативе 10 години, ке направивме база која што у старт имаме милиони subscribers, да речеме, и у старт имаме ние милионски views и посетености. Не треба да го молам ја алгоритмот или Facebook, Instagram, слушај, ти пееш 100, пуштај ме таму по овие да ги штеклирам, да речеме. Него старт одма имам многу публика и баш како ќе платам, пошто све се плаќа. И плюс тоа зголемува вакво, пошто се заработуваат пари од тоа, нели? И за тоа имаат тие многу милионски
вијат звездите, пошто тоа им е главна окупација и работа. Тука ние сега, ја лично, тој процес го учам, го гледам и малце фрустрира, меѓутоа ми е убаво, фасцинантно ме како тоа се движат работи, како од вака хоп тука, знаеш, како берза. И ама фрустрира тоа што се губи музиката, уметност. Фокусиран се на други работи. Да, и правам компромис за да еве, дечки, треба се нудиме, да види, гледа, знаеш, share, like, share, subscribe, тие работи. Сам вака смешно звучам како бумер, меѓутоа така е. Фасцинантна ми е целава технологија и се што се случува околу социјални мрежи, дигитални платформи. Мене ми е лично фасцинантно. Многу пофасцинантно отколку тоа да треба сега тие се договараат на Марс да идат, ме разбираш. Што не знаеме, можам да кажем тешки глупости дека се, ама ова го гледам, го искусувам, го имам при мене, знам дека еве го. Што знам тој што како таму кажува што преш. Не ми е тоа фасцинантно. Ова ми е фасцинантно, и што се случи так. Ушли су ванземаљци. Така е. Добро, ама битно вратен си у полна паря. Да, ја поклоните ги. Ја и се спремам да ги земам. И е телефон, најновиот iPhone со милиони следачи. Уште следачи не ни го возможија тоа. Да, Ледиком. Што има нешто за телефон? Слушалчиња од Ледиком за Тони повели. Фала ти. Тоа е едно, чекај се, уште. Ова е парфем од Бел Том Тейлор. Верувам дека ќе ти се допадне. Сигурно изборот е погоден. Да, и јас сум сигурна дека ќе ти се свиѓа. Повели. Фала ти, баш ти фала. Има уште подароци. Ова е протеин од 100% козјо млеко. Пошто рече дека си се вратил на вежбањето. Не вратен. Сега можам одма да се укисела. Да се раствориш тука. Да знаеш дека ова е добар штит за имунитет и дека ќе ги надоместиш потребите за протеин во текот на денот, особено затоа што вежбаш. Све знаеш, знам дека си потен на гледачи веќе кај. Се шалам. Инаку и за сите генерации, значи може и за помладите и за децата. Да, за имунитет подобар, повели. Тоа е тоа. Ова е колаген, сега дали ќе го поклониш на сопругата или ќе си го користиш ти, не знам. Секако за сопругата. Да, Beauty Matrixот е составен од 100% природни состојки без додатоци на шеќер. Сите овие состојки се за подобрување на квалитетот на кожата, косата, ноктите, за побав сјај на кожата. Значи се во контекст на убавината. Еве тука има и флаерче од Nutella Beauty Matrixот, каде што ќе можете да си прочитате подетално. Баш ти фала, многу поклони. Да. Ова е Miss Spice. Уште? Да. Иако е Miss Spice, подарокот е за мажи и има едно шалче, а верувам дека ти ќе го носиш. Иако си хип-хоп култура, шалчето секогаш ќе се најде. Да. Хип-хоп култура со шалот се уклапа. Некој вака стих можеш одма да не кажеш. Доаѓа така не? Хип-хоп култура со шалот у бура. Ето. На скијање сега ќе идеш, верувам. На скијање идам сега у нова тура. Браво. Во секое време се римува се. Се римува, се фура. То не. Ми остана да ти кажам, фала што дојде. Фала ти и на тебе, така убаво си предов искрено и као да не бевме у подкаст, у емисија беше впечатокот мој искуството. Фала ти. Драго ми е што се чувствуваше комфорно и верувам дека така и го доживеат и гледачите нашиот разговор. Баш спонтано, искрено, како да сме си дома кај нив на кафе. Да речеме, да, како тако амбиент, да не е со камери. Да. Ова е крајот на денешното издание, ова предновогодишни изданија. Верувам дека сите вие сте си расположени убаво предновогодишно и гледајте ни во следното издание на Равенка за успех.